Жал и во Македонија сме ние сведоци на се повеќе фашистички идеи кои ни се нудат и кои испливуваат во спектарот на идеите. Во Македонија денеска сме сведоци на навивачки групи кои викаат чиста Македонија или чисти етнички албански територии, осамнуваат по зградите кукасти крстови, символи, пароли фашистички. Имаме отворени повици за ликвидација на неистомислениците. Имаме етикетирања на поделба на предавници и странски помагачи, нели, странски непријатели, домашни непријатели. Се слават воени злосторници и воени злосторства и тоа укажува дека всушност овие фашистички идеи се раѓаат, а јас сакам само да укажам дека некои во овие години тие политички елити ствараат плодна почва за вакви идеи и би сакал да објаснам како се ствара таа плодна почва. Ке напоменам посебно во последните 8 години се ствара оваа плодна почва за вакви фашистички идеи. Првото е потекнување и продуцирање на екстремен национализам. Нели, славењето на Јохан Трчуловски на плоштад, воен злосторник, преку културата која зимаат како своја пропаганда, градењето на Скопје 2014, несанкционирање на фашистички појави, навивачки символи. Дали некој се сеќава дека е некој казнет за тоа во Македонија? Ние на секој спортски настан имаме фашистички пароли. Второто е презир кон човековите права и понижување на човековите права. Сведоци сме за правото на абортус кога се полемизираше. Значи се укинуваат човековите права, посебно етикетирање и омаловажување кон геј популацијата во Македонија. Создавање на непријатели домашни и надворешни, нели, во име на заедницата. Идејата на фашизмот е укинување на човековите права за побрз напредок, во име на побрзиот напредок на заедницата, создавање на домашни и надворешни непријатели со етикети. Овдека на масата имаме луѓе кои се претежно етикетирани. Господинот Милчин е еден од најетикетираните. Ја Џабир кога ќе го видам го прашувам дали Сабајле ти имаше на курир. Контролата на масовните медиуми е исто еден сегмент преку кој се врши мобилизација, се стопира критичкото размислување. Тие кои размислуваат критички се биваат етикетирани и е средство, нели, за отстрел и се истиснува преку контролата на масовните медиуми се истиснува различното мислење. Користење на религиозните институции кои денеска не се во функција на верниците, туку се во функција на системот кој владее. Притисок и контрола врз работниците, ставање под контрола на синдикатите. Ние денеска поголемите синдикати, оние клучните синдикати, всушност не ги штитат правата на работниците, туку правата на елитата. Тие се поголеми потпароли на власта отколку и официјалниот потпарол. Намалување на работничките права во име на газдите. Една моја другарка ќе рече дека жените работат од 6 до 6 за 6.000 денари во конфекции. И последното е презир кон интелектуалците и уметниците. Значи се што едноставно нуди некакво различно размислување, имате еден отворен презир. Ако има можност за дискредитација, максимално се искористува, се омаловажува и се етикетира. Ова всушност прави плодна почва за раѓање на фашистички идеи во Македонија, иако ние не сме имале некоја голема фашистичка историја, всушност најголемиот славен историски момент во Македонија е антифашистичката борба и на тие темели е градена и оваа држава.